Книгата Нови стремежи и раскази е најновото литературно дело на Драге Аргировски, новинар, публицист и општественик, создадено по повод 85-тиот роден ден и 66 години плодна новинарска дејност. Значајно место во неговите книги заземаат дел од репортажите и случувањата за време на неговата неуморна работа повеќе од 6 децении наназад. Книгата Нови стремежи и раскази има 5 поглавја: Нови стремежи, новинарско-книжевни соочувања, нови раскази, мемоарски записи и средби за незаборав. Содржи повеќе интересни и актуелни теми. Раскази и раскажувања е книгата која беше повод за нашето минато годишно снимање разговор со вас, со цел да ја промовираме таа книга. Овој пат сме повторно заедно во рамки на емисијата Трета доба за да ја презентираме новата ваша книга Нови стремежи и раскази. Би сакала на почеток да ни кажете што е она што вас ве одржува, мотивира, инспирира постојано да творите. Како изгледа вашето секојдневие исполнето со творештво, со креативност? Многу добро прашање, ќе добиете и добар одговор. Бидејќи тоа ми е дел од животот што ме одржува, бидејќи сега наполнив 85 години, со 66 години во новинарството, од кои 40 години во нашата куќа, Македонската радио телевизија. Во неа, да кажам, вака од срце од душа, кој мина целиот живот, имам така прекрасни спомени, имам многу другари пријатели од незаборавот и мислам дека самите подсетувања мои на тие денови што сум ги поминал во Македонската радио телевизија ме враќаат и во младоста, но ме враќаат и ме подмладуваат да му повеќе творам, да создавам и да го минувам денот со една трудолюбивост, со ширење на позитивна енергија и со една борба за подобар живот на сите луѓе во Република Македонија. Знаете што е во битното кога веќе разговараме на оваа тема? Ние новинарите имаме една аксиома. Еднаш новинар, секојаш новинар. И таа нитка ме тера секојаш да размислувам новинарски за животот. И ме одржува и затоа сум до сега имал 24, ова е 24-та книга што сум ја создал, што ретко кој од новинарите имаат. Така е, сега ќе кажеме за новата книга, рековме насловена Нови стремежи и раскази. Поделена е на 5 поглавја, во неа има многу интересни актуелни теми. Што е она најчесто што го привлекува вашето внимание, што ве мотивира, што ве инспирира да творите? Прво, како новинар, многу ме инспирираше состојбата во животот, што не обкружува овие 2-3 години. Во оваа книга имам стремежи за овие последни 3 години. Она што со кое живееше нашиот народ, кој живееше нашата држава, живееше секој човек. Бидејќи во суштина мора да сватиме дека не може новинар, па и секој човек да минува некаде, да не види дали е тоа добро или лошо. Не може, или кога ќе разговара со некого, ако не е добро, ќе ви каже што не е добро. Ако е добро, ќе ви каже што е добро. Таа вистина ме тера и јас таа вистина дадам и у моите околумник стремежи, тоа се стремежи како да биде подобро. Бидејќи навистина последните неколку години имаме една нормална стагнација на животот, поголеми проблеми, дојдоа пандемии, проблемите со стратегиите на, да кажеме, на електриката, имаме здравствена и социјална криза во Македонија, и во целиот свет тоа постои и тоа мора да има еден голем одраз и кај нас. Меѓутоа тој одраз мора да се најде сила да се надмине. Најбитно е да имаме и сега
во секој ден во животот човечност, добрина, хуманост, тоа да не краси, да можеме да имаме една солидарност меѓусебна, не да се делиме на наши ваши, да богати сиромаси, тоа не оди никаде. Тоа создава едни многу лоши перспективи. И затоа во моите колумни ја нормално кај се фактите во прашање. Во вистината идете со факти. Нема да кажеме за нашата пензионерска проблематика за која имам да пишам од 10 книги и на крајот на краиштата и за тоа имам добиено и највисоката државна награда 11 октомври. Видите што пензионерите во Македонија имат 320.000, 330.000. 320, мелом зашто околу 10.000 се деца. Да, и тие зимат пензија, да починети родители и така натаму. Тие 320.000 пензионери ја создавале оваа држава. Тие заслужуваат да имат еден подостојствен живот. Скапотија е голема, скапотија за прехранбени артикли. А да не зборувам за кири, за парно, за се друго. А лековите, тоа се чисто исто посебна проблематика, посебно за пензионерите. Тоа се повеќе постари луѓе кои имат да живеат, треба и да живеат достојствен живот до крајот на животот. Да имат благодети, да се радуваат на животот. Што создавале токму за тоа. Така. Се враќаме кон книгата, кон насловот Нови стремежи и раскази. Еве, говоревме за новите стремежи, но какви раскази можат да се сретнат во книгата? Тоа е една многу интересна тема на моите 21 раскази. Можам да ги оделам како раскази, само да ги дадам. Но тие се поврзани со пензионерите. Од нив, да кажем, имам од тие 21 расказ, само 3-4 со историско значење. Да кажеме, имам околу Голиот оток, што значеше за многу луѓе, пак поврзано и со старите луѓе. Второ, имам за Зебрњак, што значеше исто така, да кажеме, Кумановската битка, што би раскажувале љубовта на старите лица. Љубовта е патриотизам, тоа не е само љубов, чиста љубов. Да, љубов без граници. Што значи таа љубов без граници? Љубов без граници значи и граници на годините, но и граници фактички што ги имаш како држава. Така, љубовта не признава граници. Бракот за тие луѓе значи единственост. Ако еден од тие одели, тоа недостасува. Но затоа со живот, со соработка, со тие прикази што сме кажувале, многу луѓе наоѓале нов живот и во идејата. А со тоа добивале и надеж, нели? И надеж нема, без тоа нема надеж. И мотивација за секој нов ден. А тоа вреди и за едните, и за другите, и на крајот на кришата, кај нив едно задоволство се зголемува. Тие гледат дека не треба сега, ако нешто си изгубил, да умреш за тоа. Туку да треба да направиш што подолго се сеќаш на таа основа и да можеш и тоа сеќавање да го пренесуваш и на другите. Рецензентите, да кажем, рецензентите би се Вилета Ачковска и Илија Глигоров и се многу заблагодарувам. Претходната Тоциновски, сите што ги читале овие раскази, бе одушевени. Вие сте дел и соработувате и со Сдруженијето на пензионери Солидарност Аеродром. Таму и ги организирате и промоциите на вашите книги. Дали каков е планот со оваа книга? Сдруженијето на пензионери на Солидарност Аеродром. Тоа е моје сдружение. Уште повеќе што јас сум еден од тие што е основоположници на тоа сдружение, а и на клубот на љубителите на книгата. Еднаш во месецот имаме клубот на љубителите на книгата, состаноци, односно промоции или представување на книги
зборување за литературата и така натаму. Меѓутоа, сега за ова до крајот на овој месец треба да се издаде една, таа што ја кажуваме, брошура, книга на таа, во која има и еден мој расказ, книга на литературни творби на пензионерите на Македонија. Неколку години се издава таа книга, така да они планират и за таа да ја промовират. Дека луѓето во трета доба можат да бидат да одат во чекор со времето, да бидат во чекор со новите технолошки предизвици, сте пример токму вие, како многу активен новинар, активен пензионер на социјалните мрежи. Би сакала да го истакнеме и ова како дел од вашиот живот. Доста имам, да кажеме, и подршка на доста на социјалните мрежи и ми е било што и за моите и колумни и за раскази што сум давал, што има прекрасни коментари. Но што е битното во тоа? Битното е што кога зборевме за подобата на книгата, имаме да кажам мемоарски погледи. Мемоарските погледи е историјата на македонската телевизија. Второ, во мемоарските погледи е исто така многу битно што што значи 11 октомври, како сум го ја преживел, како со, да кажеме, ние во македонската телевизија одбележување тој настан. Кога спомнам македонската телевизија, ние ова година славиме 80 години на македонската радиотелевизија, од кои 64 години или 60 години, како да се земе, е на македонската телевизија. Што 1960 година е формирано тоа доделот на македонската телевизија, а пред 60 години, 64-та, тогаш беше првиот ТВ вестник на македонски јазик. Така да, кој се зема, како да се земе, тоа се одбележува како една заедничка историја. Ама не само тоа, за цела Македонија. Ние сме сега, нашата генерација, посебно не мојата и новите возрастни луѓе, зависни многу од телевизиите. Ние гледаме сите телевизии, али нормално јас често си ја гледам мојата македонска телевизија и ме радува тој технички напредок што го има сега. Прекрасен технички напредок, многу значи што македонска телевизија ја избегна по, да кажеме, таа многу опасна работа да ги шири лажните вести. Секојаш се бореше да ги даде правите вести, правата вистина, а таа е најтешката. Меѓутоа, многу новинарски куќи завладеа токму таа лажната вест, манипулацијата. Просто човек се чуди како може нешто да се кажува што не е точно. Просто ги одвраќа луѓето од самите вестници, од самите телевизии. Вообичаено на крајот на разговорот ќе ве прашам што подготвувате ново, на што работите во моментов? Веташ имам така нешто ме тера од натре да продолжам со нови творби, додека држи и умот и здравјето. И што е најбитното, што сега веќе имам скоро готова работа. Мене ми се потребни сега уште 10 раскази кои би можел да ги направам сигурно со ова динамика или до крај на годината и за година дена од сега, да кажем, најдобро кажано, за да изгледам збирка раскази за возрастни, што ќе биде нешто многу ново кај нас во Македонија и мислам ќе најде во прием кај читателите.